Уште потешко доваѓа. Страшна работа ова што се дешава. Паника и неизвестност. Вака може да се оцени пулсот на граѓаните, откако веќе им е совршено јасно дека живеачката станува се поскапа, а не гледаат излез. Не поскапа, него дали ќе ја издржиме воопшто. Сметате дека нема да може да се издржи? Јас лично да, за многу семејства. Па дури можам да кажам и лично. Не се сигурни дека ќе можат да издржат. Бараат промени во владеачките кормила со надеж дека тие ќе донесат понормално живење. Од овие луѓе овдека што ги имаме на власт, ништо не се очекува. Што друго да ти кажам? Ќе ги избркаме овие и ќе дојдат други луѓе. Како ќе биде поскап живот, што ќе правиме ние? Дел од граѓаните се плашат за младите. Како ли идните генерации воопшто ќе можат да имаат пристоен живот? Само не знам како ќе се снајде народот. Очекувате потешко да биде за нас граѓаните? Ба дефинитивно. Веќе тешко е, потешко. Веќе тешко е. Многу поскапо. 70% македонското население сиромашно е и тоа е трагична работа. Гревот е за младите, да. Гревот е за младите што нема да видат убав пристоен живот во својот нивни, поготово дел од животот, младиот. Се мачат, жал ми е. Друг дел пак, следејќи ги инфлаторните движења секаде во светот, не се изненадени. Велат, како секаде, така и кај нас. Да се прифати една реалност. Знаете, тоа реалност е во светски размери, не е само Македонија. Нормално е тоа више. Сегде во светот се случува тоа. Не само кај нас во Македонија. Има и такви кои со доза на хумор, сарказам и иронија се обидуваат да си го олеснат секојдневието. Животот супер е, нема проблем. Дали очекувате? Све е ефтино, све има. Овака не било никад, изваредно е. Само овака да биде. Нашиот народ е научен на удари. Сепак на крајот сите си велат, ќе го преживееме веројатно и ова. И ова ќе помине.